Почитувани гледачи, добро вечер, јас сум Александар Бечиклиски и пред почетокот на ова издание на Проверитас, дозволете во име на целата редакција да ви ги честитам велигденските празници. Вечер во студиото со мене е човек со долгогодишно политичко искуство, одличен новинар, еден од бардовите на македонското новинарство, човек кој што одблиску ги следи сите политички процеси во Македонија и важи за одличен познавач на геополитичката состојба. На мое, се надам и на ваше огромно задоволство, добро вечер и добре дојде за Сафет Бишевц. Добро вечер. Александар, јас ќе бидам личен, бидејќи сме другари веќе 40 на години, практично. Само така. Ми представува чест и задоволство денеска да се видиме вака и да разговараме преку микрофон. Се надам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите. Па ако успееме да разговараме како секогаш кога разговараме приватно во нашиот живот како добри пријатели, што вика 40 години се надам дека ќе направиме добра емисија. Еве ти задам една тајна. Дел од мојот занает Гучев, кога господинот Бишевац беше, морам официјално да го кажем, уредник во информативната програма на А1 телевизија, јас работев во утринската програма и многу работи научив 96-та, 97-та, 95-та клика. Тоа беше. Сафет, интересна состојба е во политиката и во Македонија и во целиот регион и во светот. И многу ми е драго што вече ќе разговараме на теми. Ајде да збориме за нешто вака најактуелно во последниве денови. Привлече многу внимание во Македонија, мора да признаеме. Беше изборниот резултат во Унгарија. Што очекуваш? Какви ќе бидат односите меѓу Македонија и Унгарија по промената на власта во Унгарија? Знаеме дека првично имаше една несрекна изјава на македонската опозиција на Социјалдемократскиот сојуз, каде што честиташе победа на десничари, каде што на мапата не ги видовме нигде нивните социјалдемократи, па имаше реакции од политички партии. Што мислиш? Ќе се промени ли нешто? Па, мислам дека тука на два нивоа треба да ги гледаме работиве, односно јас ги гледам на два нивоа. Првото тоа што е поважното, колку резултатот на изборите во Унгарија може да влијат на односите меѓу Македонија и Унгарија, кои се земи со потпишано стратешко партнерство. Да. Тоа значи дека односите се до таа мера развиени, што се почитуваат практично заедничките интереси, бидејќи тоа е договор, вие да разговарате за теми од кои двете страни ќе имаат интерес, бенефит. Политички, културен, економски, како сакате. На крајот на краиштата ние во Унгарија имаме, а мислам и во иднина дека ќе имаме силен поддржувач на европската перспектива на оваа држава. Но она што овде за жал привлече малку повеќе внимание е да кажам судбината на поранешниот македонски премиер Никола Груевски, и мислам дека сега наблегуваме во вториот дел на ова разгледување. Токму тоа беше клучната причина на ликувањето на Социјалдемократскиот сојуз, односно лидерот Филипче, на победата на Орбан. Јас навистина не знам како можеше да си дозволи партија која некогаш важеше за државотворна И сериозна партија. и сериозна политичка партија со политички ставови, програми, луѓе, идеи кои беа новост и носител колку толку носител на некакви идни процеси и развој на патот на Македонија кон европското семејство. Јас како бивши портпарол можам да кажам еден достоен противник беше другата страна, што можеш да Токму тоа и целта на демократијата, на преорување на идеи, луѓе и програми, каде што бенефит за граѓаните ќе биде чекорење напред. Баш така, да. Тоа е суштината. Но очигледно дека господин Филипче, кого јас исклучително го ценам како хирург, неврохирург, тој е еден веројатно од најдобрите неврохирурзи. Да, се согласувам. Во Европа, ако сакаме да кажем, да бидеме до крај честни, но очигледно дека не се снаоѓа во улогата која му ја дава, нуди, го пресилува практично лидерската позиција во Социјалдемократскиот сојуз. И тоа неснаоѓање практично завршува со некаков радикален пат и на понудата политичка која ја дава СДСМ, која сега е сведена на нула, на една гола црна кампања,
а мислам дека и сериозно, и се покажа дека сериозно се одрази и на гласачкото тело, поранешното гласачко тело на СДСМ. СДСМ изгуби страшна подрска и да речеме сега е 5-6 партија во Скопје. Да, и што е најинтересно, последниот период се расправа со новинари, гледам, последното беше на напад на Алфа телевизија. Тоа е тој недостаток на идеи, програма и јасна визија. Недостаток и на луѓе, ако сакате, таму со чест секогаш на исклучоци тоа се, но би рекол сега навистина многу малку исклучоци. Во таа партија веќе очигледно е недостатокот на интелектуален капацитет работеве да се разгледуваат, размислуваат на ниво на кое тоа го бара моментов денешното време. Нема политички тешкаши, јас би рекол таму. Па очигледно дека нема. Супер тешка очигледно дека нема. И тоа е клучниот проблем и затоа не гледам многу светла иднина за Социјалдемократскиот сојуз во наредните десетина години, за колку што мислам дека најмалку ќе трае тој процес на не ребрендирање, туку на само пронаоѓање. Повторно, не сум сигурен дека со ова гарнитура тоа дефинитивно нема да може да се случи. А што ќе се случува после наредните избори, останува да видиме. Да, обично ВМРО-ДПМН правилно би требало да се радува на целата оваа состојба што се случува, но изјавите на претседателот на ВМРО-ДПМН неколку пати има кажано господинот Мицковски дека е загрижен за тоа што нема квалитетна опозиција во Република Македонија. Дали е опасно да нема квалитетна опозиција во Македонија, во една држава? Тоа е опасен процес секаде, а во оние кои земји, држави и системи кои претендираат да бидат демократски, всушност тоа е голема фалинка доколку немат сериозна опозиција. Знаете, не велам само за ова, туку не постои власт на светот која после известен период практично не почнува нормално да ги злоупотребува позициите и лагодниот живот. Тоа е веројатно логично. И затоа сериозна опозиција е потребна за здрава демократска држава. Да. Таа нејзина задача е да укажува на евентуалните грешки, да предлага подобри решенија, да нуди диалог, да укажува, да поправа, да биде коректор на некој начин. Ако го немате тоа, вие немате еден од столбовите на демократијата и тоа после лесно може, доколку владеачката гарнитура е со таква матрица, да премине во автократија. Тоа јас сега сум уведен, нас мислам дека тие процеси не се случуваа во минатото. Да. Но мислам дека актуелната гарнитура на ВМРО-ДПМН како најголема политичка партија во државата, предводена од Христијан Мицковски, е исправена пред еден сериозен предизвик и внатре во државата со, како би рекол, зидање на темелите на државата, поставените сега, веќе во овие 2 години поставените темели, одново поставените темели на државата. Сега почнува, сега е потребата да почнува да се гради, да се зида, а тоа подразбира реформи кои ќе значат пред се владење на правото во државата, подобро образование, подобро здравство, подобра инфраструктура, посигурен живот, постабилен живот, на крај тоа да заврши со кревање на стандардот на граѓаните до мерка до која тоа ќе се почувствува. Секој од нас ќе го почувствува во, да речеме, сопствениот джеб. А имаме потенцијал, мора да се признае и човечки, и во ресурси. Да, апсолутно. Веќе во неколку наврати, бака гостувајќи по разни емисии и подкасти, доаѓа во судир со луѓе кои практично дефетистички од дефетистички позиции кои велат дека ние толку не можеме повеќе и не, никогаш не е така. А особено не е за Македонија. Македонија има и имала и кадри и луѓе, ако не овде тогаш во диаспората, кои можеле да бидат носители на тие процеси. Она што фалело досега е недостаток на целосна политичка волја тоа да се случува на начин на кој сите ние тоа би посакувале, со брзина со која сите ние би посакувале. Тоа веројатно секоја од нив правела известни чекори, не е спорно, но далеку е од тоа да обичниот граѓанин, јас и ти, тоа да го почувствуваме на начин да живееме подобро здравство, подобро образование, како еден од ключовите и пред се
со владењето на правото. Мислам дека основата на државата е уредување на ситуацијата во правосудниот систем. Па да, вела дека една анкета која што е правена периодов во Македонија вели дека најголемата причина за иселувањето од Македонија не само на младите луѓе на сите е токму тој проблем со владењето на правото во државата, вика не се иселува од Македонија само луѓе кои што условно кажано се сиромашни, туку луѓе и кои што се добро ситуирани, особено во последен период. Да, не може да. Значи ако Македонија, да не се лажеме, не само Македонија, туку целиот практично регион се земји од кои миграцијата постојано била. Таму нашите и во Америка, Австралија, Канада и така натаму. Да. Не само нашите, имате и Срби, Црногорци, Босанци, да, Балкан збориме. Тој е комплетен регион, да речеме на тој начин. Па и еве да речеме во овој период до 30 на години и нешто плюс самостојна и независна Република Македонија, тој тренд е да речеме природен до некаде, но она што не загружува сега е одливот на практично она што го велиме најобразованото, така, квалификуваното, луѓе со знаење, а уште понов тренд е заминување на луѓе со кои финансиски независат од оваа држава, стекнале пристојни, да речеме, богатства, легални, така, регуларни и така натаму, но сака да функционираат во држава во која што владее правото, каде што нема да зависат од волјата на поединецот, без така, оглед од која државна институција доаѓа или без оглед од која политичка партија доаѓа. Така, апсолутно согласен. Ајде да се вратиме малку во Европа, во Европската унија. Дали што се случува во Европската унија во последно време? Дали постои единство или пак раскол по клучните прашања како што е приемот на нови членки, односот со Русија, односот со Соединетите американски држави, безбедносниот систем, вооружувањето на одредени држави? Што се случува според тебе? Има некои процеси кои што се чудни за нас во последно време, луѓето што следиме политиката вака. Па веројатно се резултат на она што се случуваше пред нас. Да речеме, очигледна е некаквата поинаква распределба на политичката моќ и сферите на влијание на најголемите светски играчи. Русија, САД, кој традиционално важеа за светски полицаец, најсилна армија, Кина, економскиот и воениот практично напредок на Кина, кој сега доаѓа на ниво на Соединетите американски држави. Индустриализацијата и користењето на знаењето во вештачката интелигенција, каде што Кина е далеку пред сите, ми се чини, во овој момент. Чекорат со огромни чекори. И сите тие разлики веќе барат и поинакви односи меѓу државите. Секој си го бара парчето земја. Да. Така мислам дека можеме да ги симплифицираме работиве, кои мислам дека американскиот претседател Доналд Трамп онака баш најдиректно до сега, нетипично за ниво на председатели и дипломати кои го сакам Гренланд, ја сакам нафтата во Венецуела, ја сакам иранската, без ракавици. Без ракавици, да. Што само на прв поглед може би изгледа чудно, но во суштина резултат токму на таа битка за нови интересни сфери и ограничување на сопствените дворови. Европа, како некој кој беше под американски чадор од Втората светска војна. Да, што од Маршаловиот план, нели? Која да не се лажеме, си беше под директна американска контрола целиот овој период. И економски, а пред се воено, преку НАТО структурите, ја гарантираше таа безбедност, која имаше смисла се до опаѓањето на Берлинскиот зид, кога практично дојде тој преломен момент, каде што почнаа да се играат игри кои требаше да на едната страна западната како победник условен во таа студена војна, да ја обезбеди уште поголема доминација. И Горбачов, кој постојано го нагласуваше тоа ветување дека НАТО нема да се шири на исток. Тоа беше првиот договор, нели? Тоа беше првичниот договор. Но особено после доаѓањето на Путин на власт, работиве почнаа да се менуваат. Русија
почна да игра поинаква улога, користејќи ги пред се своите вооружени сили, Да, како некаква основа, тие секогаш биле една од најсилните армии на светот. Па и самиот дух на разместување, тие милитантна нација Така е, а има енергијата. Она што практично беше клучот на европскиот успех на економски и бизнис план. Така. Таа енергија беше релативно ефтина за Европа. Јас баш ми падна во очи, на пример, податокот дека Германија само на разлика во цената на газ која таа ја имала од Русија, заработувала по $1 милион дневно. Тоа се 365 милиони долари годишно. Да. само на разликата во цената на плинот кој го купувала од Русија и им го давала на останатите земји членки на Унијата. Тоа се огромни средства, огромни пари. Во ситуација кога се случи украинската војна, без оглед како што се разбира дека секоја агресија е за осуда, да. за осуда, но се покажа уште еднаш дека меѓународното право важи само за некои. За помалите обично. Па генерално Така би постојат земји кои прават што мораат и земји кои прават практично што сакаат. Што сакаат, така. И тоа е далеко од меѓународното право, се изгуби клучната улога на Обединетите нации. Европа дојде во некаква подредена позиција, бидејќи мораше да внимава како Соединените американски држави ќе се постават во средноста. Но веќе стана јасно и дека таа како континент, како пазар, економски джин, од другата страна практично е со армија, со безбедносни сили кои не се баш на нивото на кои се потребни за таков економски джин, да речем. И тоа е проблем во случај кога доаѓаат вакви разлики каде што американскиот претседател ја преиспитува улогата на Америка во НАТО. Така. Бара од сојузниците во НАТО да плаќаат многу повеќе како преднес, бидејќи да не се лажеме, тие беа американските држави 60-70%, нели апсолутно да плаќаат, да. И тука е целата филозофија. Во меѓувреме Европа, мислам дека после првиот голем бран на проширување за 10 земји, дојде во позиција на еден замор во проширувањето, каде што тоа веќе не беше приоритетот на европските држави. Добро, покажавме дека сме супериорни, дека можеме, дека помагаме, другите ќе си дојдат на ред, кога ќе ги исполнат условите, ќе бидат дел од нас. Но сепак за таа некаква финансиска помош која ја нудеа во замена за брзо продолжување на процесот на проширување, стои заморот од проширување. Дел од геостратешките случувања, дел од бранот и миграција кој Па си цели цела Бугарија, Романија, така е, тоа е целата. Во Шенген знаете ли го, да. Првиот геостратешки интерес затварање на таа линија беше влегување на Романија и Бугарија и потоа решувањето на проблемот на името во Македонија на нивни начин, како што тие сакаат, за да го затворат јужното крило на НАТО, да го затворат безбедносниот проблем за нив, веројатно знаејќи што ќе се случува во односите со Русија и во тој дел. Така да сега сме во малку поинаква позиција од причина што првен во Европа се појавија земји со малку поголем суверенистички поглед кон целава работа. Да, суверенисти имаме. Апсолутно, кои интерес, да, Европа, но пред Европа нашиот интерес во таа Европа. Да. За да дојдеме, да речеме, во позиција сега веќе таквите 5-6 држави кои се обидуваат, тие играат по правилата на Унијата, но на начин на кој првин сакаат да си ги обезбедат собствените интереси. Така, прво дома се договораме, после кај вас ќе кажам. Па добро, тоа е така и треба, да. Легитимно е тоа, навистина. Јас мислам дека доколку не се претера во тоа, во смисла да ја злоупотребите таквата политика само заради голо обстојување на власта. Да, тоа е одличен пристап кон целата работа, бидејќи ако ништо друго води кон водење на диалог со земји кои имаат поинакво мислење, со аргументација, со работи на маса, каде што заедничкиот договор, што е суштината, компромисот е суштината на Европската Унија,
таа само така може да напредува. И затоа отприлика е и принципот воведен за вето, но се покажа дека во оваква ширина, во оваква големина, во овакви различни интереси, тој механизам практично се злоупотребува. Да. Почна да се злоупотребува. И тоа не би било проблем ако е тоа за исполнување на основните елементарните критериуми копенхашки, за влез наречени за влез во унијата. Тогаш тоа се правила кои треба сите да ги исполнат и тука нема збор, нема расправа. Так. Но да користите билатерални спорови за да негирате некого, за да го доведете во подредена ситуација. позиција, слувајќи го со историја, со идентитет, со култура, со име и така натаму, тоа е апсолутно спротивно на духот на Европа, кој нам ни го продава. Да. Апсолутно спротивно и далеку е од вредностите, телото, од европските вредности кои нам ни ги наметнуваат како некако важни и големи. Се покажа сепак во суштина дека интересот е она што е пред и над се. Па добро, политика, нели, нормално да интересот. Логично е, не велам дека не е логично, но мислам дека и тие работи треба да се одвиваат врз основа на принципи. Да, принципот е најбитна работа, да. Мора да биде, знаете, сега не работава дека се едно како вие ќе дојдете во позиција некого да условувате. Тоа Јас мислам дека Македонија основните принципи повелба на Европската унија Македонија ги има исполнет уште пред 30 години со шареноликоста во уставот на Македонија, можноста на малцинствата да ги имаат сите права, слободната трговија, сите оние работи ние ги направивме уште пред 30 години. Политичка стандард, ние има тоа е историски традиција на ова парче земја што се вика Македонија. Историски е тоа традиција. Ни живеевме во една држава која се викаше Југославија, каде што европските принципи кои сам сега ни ги дават, беа спроведувани. Да, во практика, да, баш така. Па така е сега. Сега живееме во една позиција каде што Македонија катадневно докажува дека не апсолутно нема против никого ништо. Да. Но бара да се почитува нејзиното и тоа што е нејзино. Да, комшиите наши ловат вештерки, како викаат. Баш така. Ајде да проговориме Сафет, една интересна работа ме интересира, те следев денови на медиумите, имаш многу добри коментари во врска со тоа. Целиот свет е свртен во нели околу Арапското море и Арапскиот полуостров, еден конфликт, вака непријатен, две големи воени сили се судрија, три уствари. Викаат дека Израел ја почна војната, Америка ја поддржуваш на Израел против Иран. Видовме се и се што баш она што го кажа неконвенционални изјави и на едниот председател и на другиот водач, на најако пуштени пропагандите, медиумите што се случува таму. Што мислиш, какво влијание може да има овој конфликт на Балканот? Дали може да се преслика некој проблем да има овде? Знаеме дека нашите соседи, условно кажано Албанија, дека представуваат база на опозицијата иранска, дека таму се сместени. Исто така имаше една закана за нашите источни соседи Бугарија, дека се користат базите, нели? Аеродромите и базите. Што ќе се случи на Балканот? Што мислиш? Какви последици од оваа приказна ќе има врз Балканот од овој конфликт? Значи, едната која е најсигурна и која веќе ја чувствуваме на известен начин е ударот врз економската состојба, врз економиите глобално на сите држави во светот, а особено врз економиите како што е нашата, мала и така натаму. Така да тој удар ќе биде толку поголем и пострашен, колку што ќе трае решавањето на овој судир во таму. Доколку тоа се реши во некоја блиска иднина, да речеме месец-два, се најавуваат некакви нови преговори. Сега су фазанинат, едниве други го блокираа, нели? Да. Фазанинат се така. Тоа се ми се чини пак една нови преговарачки позиции, од прилика засилување на сопствените. Но тоа има економски последици, ако ништо друго, преку растот на цената на нафтата и плинот. Но не е само тоа, тука имате вештарски ѓубрива, храна и така натаму, тоа е сериозен удар врз глобалната економија и од таму и препораките и новите прогнози на ММФ дека светот глобално практично може да тргне кон рецесија, бидејќи ќе има такво
страшно економско влијание. Што се однесува до безбедносниот аспект, ние тука на некој начин сме во поволна позиција, бидејќи веќе сме членка на НАТО и знам дека сега противниците на промената на името и така натаму ќе кажат еве не вредеше ли тоа вредеше затоа сега сме безбедни. Јас не мислам така, но еве таква е ситуацијата, членка сме на НАТО и мислам дека во ситуација кога и освен сад клучните останати играчи во НАТО, најголемите европски држави, Франција предси како нуклеарна сила во рамките на НАТО, па и Англија, Велика Британија, ако сакате, и тие имаат резервиран став кој за тоа. Па и Турција. Германија, Грција, Шпанија, како еден еклатантен пример на спротивставување на воената филозофија практично за решавање на глобалните проблеми. Доаѓаме во позиција дека сме во онаа мерка загрозени, во мерка во која се другите загрозени. Така. Значи, се разбира дека доколку било која земја членка на НАТО нападне според согласно договорот, треба се браниме заедно. Заедничка одбрана, тоа се подразбира. Но не подразбира она што го бараше Трамп од останатите земји членки на НАТО, да сега во овој момент да им пружат подршка во војната во Иран, и тоа тие јавно и го соопштија дека ова војна не е нивна на начин на кој е водена, бидејќи никој не ги ни прашал кога ја започна војната. Таа е резултат на една друга, би рекол, прераспределба, не се само не е битката само за нафта. Во таа војна, по мене длабоко, таму една ми се чини дека во многу сериозна мерка е таму еден судир кој има и религиски карактер, ако сакате, во својата основа. Па и филозофски би рекол. Па и филозофски би рекол, да. Па затоа велам религиско-филозофски карактер, но една отворена битка за регионална доминација. Таму имате 2-3 големи сили кои би немале нешто против, еве така да кажам, малку повеќе допруваа со регионот. Да, поголема сила, да. Тоа е пред се Израел со некоја политика која ми се чини пред се на режимот, да не се разбереме погрешно. Јас кога зборам Израел, зборувам сега за актуелната власт, за режимот на Нетањаху и израелската армија. Да. Нема ништо тука ни антисемитски, ни антовакво. Јас апсолутно сакам тоа да го расчистиме веднаш, но не мислам дека сионизмот како политика, како политичко движење е добар пред се за евреите како народ. Има века огромен дел од евреите не го поддржуваат како така, значи сакам да кажам дека значи не е само тоа, туку и битката за регионално. Тука не е веќе ни обид, туку некакво настојување на Иран како речиси 100 милионска држава, засилено да се обезбеди од таквата воена моќ на Израел, која да не се лажеме, ги надминува војните моќи на сите околни држави, освен можеби Иран, не знам за Египет, не сум проучувал, ама еве да речеме за Иран, тука се некаде. Да. Па една по друга се 15 и 16 сила според ранкинг некој Сабајле. Ете тоа. Значи тука не грешам. Во тие проценти тоа е тоа. И таа битка за поголема регионална улога доаѓа и до третиот. Тоа е контролата на енергенците кои практично излегуваат од Персискиот залив и таму доаѓаат 20% на вкупното светско производство на нафта, што е значи 1/5 од вкупното производство, и тоа неверојатно ја крева практично цената на енергијата која сега во светот се нуди, и тоа го чувствуваме катадемно. Нашата влада навистина сега не дека сакам да го фалам господин Мицковски, но мислам дека реагираше на време и со соодветни мерки на заканите ваквиот пораст на цената на енергенците дополнително отколку што мора, отколку какво што влијание има врз сите практично држави, не само во регионот, туку во Европа, бидејќи секаде се чувствува, па дури во Америка, каде што цената на
бензинот и нафтата достигнува рекордни за Америка невидени нивоа. Последен пат викаат 76-тем се случувало нешто слично кога Саудиска Арабија ги затворила славините заради нападот на Израел врз Јордан и толку било вика. Па тоа е целата По филозофија. целата, Затоа велам, целиот свет е опфатен со последици, тоа дефинитивно. Но мислам дека токму таа опасност од влегување во една економска криза, од примерот на кризата во 30-те години на минатиот век, по која дојде и Втората светска војна, ние сме отприлика на прагот на една таква економска криза. Не би сакал да решението да биде не дај Боже Трета светска војна. Па да, изјавата на фон дер Лајен, ако ме дозволиш, ка прочитам од 14 месецов, вели во врска со токму ова, плаќаме многу висока цена за нашата глобална зависност од фосилните горива, а суровата реалност за нашиот континент е дека енергијата од фосилните горива ќе остане најскапата опција во годините што доаѓаат. Нашата стратегија за декарбонизација не само што е потврдена во последните години, туку незината важност расте секој ден. Значи Европската унија е во страф и во сето ова. Цените, да речеме, литер нафта во Германија се продава меѓу 2,4 и 2,5 евра. Да, во Италија 2,3 евра. Тоа се Да, јас би рекол добро игра владата кај нас што затоа велам, согласно условите и нашите можности, реакцијата беше и на време на истовистински мерки и се разбира дека треба будно да се следи и да се помогне колку што може, повеќе да се помогне бидејќи последиците секако ќе ги почувствуваме. Иако е поштета на буџетот, нели, тоа се даноци што собираат акцизи, ама мора да се преживее. Во еден момент за да вашите граѓани, вашите граѓани се побитни. Заслужуваат да бидат помогнати, ако до таму дојде на работава. На цена на некои работи кои можеби сме ги уживеле денес или вчера, но за доброто на она утре, во овој момент тоа така треба да се прави и да се барат поефикасни политики, алтернативи и така натаму и така натаму. Интересно дали имаме Министерство за енергетика во Македонија, правата добри и тие морам да признам. Кажете ми, говориме дека е светска економска криза, дека окей, добро се справуваме колку можеме со целата таа работа. Ајде малку во регионот да се вратиме повторно Сафет, нешто што нас така многу не интересира во Македонија. Прво да ми кажеш какви се твоите ставови во однос на Бугарија и преговорите со Македонија. Долгогодишно искуство имаш, знам те следам, добри анализи даваш за целата оваа работа и како ја споредуваш позицијата на Македонија од пред неколку години денеска во однос на тој спор? Дали имаме ние конечно црвени линии, кажавме до тука може дечки на таму. Толку е. Треба да се самоубиеме ако го направиме тоа. Една од работите кои исклучително ја ценам кај новата владеачка гарнитура и особено премиерот Мицковски е решителниот став дека под овие услови, без соодветни гаранции, Македонија нема да пристапи кон промена на уставот со цел на внесување на бугарите. Бугарите всушност, иако во таа постапка дел од новиот устав би биле и срогорците, и хрватите, и ѓаните, мислам дури и евреите. Ислам не сум сигурен до крај, но мислам дека ќе биде така. Што всушност не би било ништо страшно и Македонија не би имала ништо против тоа да се случи и веројатно ќе се случеше до сега доколку политиката беше честна. Која доаѓа, апсолутно, од Бугарија доаѓаше на начин на кој беше очекувано да доаѓа. И сега мораме да се вратиме малку назад. Постојано се нагласува фактот дека Бугарија е првата држава што ја признала Македонија. Точно. Како држава. Да. Но и првата држава која истиот ден го негираше македонскиот идентитет и јазик. И црква. Во тој период, 3 работи. Да. Мислам, тоа е. Значи, благодарам што ни ја признавте државата, чие признавање на крајот на кришта и не завише таму од вас, туку беше, но еве, како некаков чекор во добра насока, пријателска, братска, добрососедска е одличен чекор и тоа треба да се цени и се почитува. Тоа не е ништо спорно.
на моментот Добро, кога... тогаш имавме добра политика. Желју Жилев беше председател на Бугарија, имаше еден Да, окей, тие односи Добри се релации разгледа, имавме, но да. подсенка на Да, овој национализам бугарски, да. непроменета политика кон македонското прашање. Тоа знаеш што најинтересна работа, Сафет, сигурно ќе се согласиш со мене. Политиката на Бугарија која што ја води кон Македонија не е политика на бугарската држава, туку е политика на Советскиот сојуз од 45-та и претходно наваму која што ја водена кон Македонија. Значи советска политика е ден денеска водат, да не речем руска е. Па не, Да не речем руска. да не се лажеме, од плановите за Балканска конфедерација, за Од Сан Стефано наваму, нели, кој ги измислил? Значи овде се заборува фактот дека тогашна Југославија и Бугарија потпиша договор за Блицки договор, така беше. Блицки договор со кој Бугарија беше должна да плати штета за злосторствата, уништувањето и така натаму во текот на Втората светска војна, што Бугарија автоматски ја ставаше во блокот на земји кои беа на со Хитлер и фашизмот. Да, членкановската, да. Тука више, мислам, нема разговор дали тие биле администратори или вакви или онакви, тука зашува целата приказа за оној што сака тоа да го види. И окей. Не само Македонија. Они на источниот фронт има дивизии имаат во Србија. Дури ако во една од битките дали на Неретва или Сутјеска учествува и бугарска војска, да. Сакам да кажам дека тоа веќе не е спорно, дали и што е Бугарија во тој период овде на овие територии, окупатор, агресор, да. завршена работа. Тоа не значи дека ние со таа држава после тоа не треба да развиваме добрососедство. На крајот на краиштата војната заврши, мора да почне да се размислува. И комши сме, нели? Така е тоа целата. И додека е Димитров начело на бугарската држава, и додека Тито е во добрите односи со Сталин, Да. таа приказна е окей. Тогаш се и првите пописи во Бугарија, Пиринска Бугарија, каде што стотици илјади луѓе одеднаш се изјаснуваат како македонци. Почнале да учат на македонски. Почнале да учат на македонци, имаат собствени, да речеме, собствен театар. Да. Значи, веќе зборува за признавање на реалноста на теренот. Да. Тоа по судирот со СССР се менува и настапува вториот период кој не мислам дека воопшто е сменет до ден денес и во чие спроведување е вклучено апсолутно целото општество, целата држава Бугарија, ако сакате од Академијата на науките и па се до некои доле некакви институции кои ја спроведуваат политиката дека македонците се народ од 45-та и дека јазикот е изворниот јазик е некаков дијалект на бугарскиот јазик. Па ако видиш Сафа дека последниве 10 години Бугарија ја води поранешниот телохранител на Желју Жилев кој што раде во таков систем и воен пилот кој што се обучувал во Москва, работите се. Не може да биде поинак. Многу јасно. Но велам дека тоа сепак резултат на едно општествено размислување, тоа не. Сега се разбира дека секогаш имате луѓе во Бугарија кои мислат дека Македонија има апсолутно секакво право да биде и самостојна држава и да се само именува како што сака. Јас сум многу пријатели таму. Апсолутно, тука тоа не велам дека, но големо мнозинство во бугарското општество е на позицијата дека Македонија е практично дел од бугарската сфера. Тоа е идентитетска култура не е било каква. Пошто немаат очигледно да не бидам се толку оштар проблеми со својот идентитет. Во една прилика овде во суштина тоа е секојаш резултат на проблемот на сопствениот идентитет. Вие ако сте сигурен во својот идентитет, апсолутно немате потреба било што да негирате или било што да докажувам на некого. Апсолутно, тоа е целата филозофија. Во една прилика овде Сафет гостин беше Ламбер Наудов и тој рече вика конкретно за овој проблем вика официјалната бугарска политика во моментов прави да почнат народите македонскиот и бугарскиот да почнат да се мрзат меѓу себе, а немаме такви односи, се сакаме вика луѓето меѓу себе, вика. Меѓутоа оваа нивна политика прави да почнат да се замрзуваат народите, не политичарите вика. И тоа е многу лошо. И тоа е најопасното во такви политики, во такви разговори кои имаат ненадминливи бариери. Да. Вие сега ако неките да разговарате за самостојноста на македонскиот народ, за неговата етногенеза, традиција, историја, култура и се што за јазикот,
Кој може да ми каже како јас... Како се викам или татко ми како зборел или надвор од било каков ум. Но ако дојдете до таков абсурд, Да. тоа е проблем кој мора да бара сериозно решение. Значи најлесно е да кажете добро, окей, цедно, не е битно, ајде. Важно е да сме членка на Европската унија. Не е важно да сте членка на унијата, ако влезете во неа ползејки на колена и молејки ги дури и Бугарија и соседните земји да бидете од такво влегување немате корист. Така, ама и Сафет и се размислува, нели, стратешки, се си има свој почеток, се си има свој крај во нешто во животот. Некогаш, ако хипотетички ве говориме, кога Република Македонија би влегла во Европска унија со тотално губење на својот идентитет како луѓе кои што живеат тука, некогаш можеби кога би се распаѓала Европската унија, тогаш апсолутно право на оваа територија, денешна Република Македонија, би имале наши соседи. Така е, затоа што ви немате темелот. Да, нема никој таму. Тоа е целата филозофија. Ако некој се обидува да ве сведе на територија каде што има се и се што, да, тогаш така. тоа е директната опасност и буквално исчезнување Така. на државата. Сакам да те прашам уште неколку работи. Искрено вака беше еден од најхрабрите луѓе во едно време кога во Македонија се прогласи хибриден режим. Беше првите луѓе кои што јавно реагираше на политиката на владата на Зоран Заев во тој период. Дури мислам дека и проба ти го вандализира, имаше под притисок и возилото и слични работи. Дали се они, но беше вандализирано. Да, имаше закани. Што те поттикна на тоа? Дали сметаш дека и на таа влада да стасуваше конструктивна политика? Што најмногу те разочара кај Заев и СДСМ во тој период? Јас никогаш не сум крил, дури немам ни причина да крием дека бев дел од шарената револуција, не е во оние телата каде што тоа се одлучуваше што ќе земе, но бев на улица практично на протестите. Многу луѓе беа кои што од свој поводи воден од принципот нема правда, нема мир, сакаме ова, сакаме Европска унија, сакаме достоинствен живот на крајот на крајшта. И таа приказна доби шанса да биде реализирана. Така. Доби шанса. Да. Имаше странците дуи СДСМ успеа некако да изиграат таа игра и ја добија приликата да управуваат со државата. И сега логично е на новата власт да ја дадете одреден период во кој таа треба да види каде сме, до каде сме, што сме. Да. Не ве закачам некој време да ја видам. Окей, мислам тоа е легитимно и треба такво право. 100 дена обично викаат. 100 дена, ја мислам дека дури понекогаш е потребно и повеќе. Да. Со оглед на тоа што, да речеме, претходната власт траеше малку подолу. Да. И со инсталации на сите нивои, тоа е окей. Значи, да. И таа година беше период во кој, да, треба да добија шанса. Но веднаш после таа прва година се покажа дека намерата воопшто и не била во правец на она што ние го, како јавност, како држава, како граѓани го очекуваме. Значи, правдата не само што со една се покажа дека институцијата која ја наметна вонуставно, као СЈО, која имаше подршка, да не се лажеме во јавноста и во државата. И во меѓународните заедници сите застанаа за неа. Апсолутно. Се до моментот додека не се види дека таа институција се злоупотребува за класично рекетарско богатење на одредени поединци. Так. Во кој никој не може да ме убеди дека дел не бил и врвот на власта. И тоа поединечно сите. Да, имаше една изјава дека во канцеларии се собирале Шекеринска, Заев. Нарачувало, овој ќе биде вака, ќе биде со овој вака, ќе правиме, мислам, човечки судбини се решавале. Апсолутна негација на она нема правда, нема мир. Така. Апсолутна негација. И значи таквите први сигнали веќе укажаа дека работиве не одат во вистинска насока, бар не во насока во која, врв на се беше начинот на кој Зоран Заев, СДСМ и ДУИ го сменја името на државата. Да. Со еден по мене длабоко криминоген, со подкуп, застрашувања, пресуди, купување на пратеници. И тоа беше сигнал дека оној кој е подготвен да користи секакви методи, што би рекол Хан,
како што му кажале во Скопје, на балкански начин, Да. само за да опстане на власт, не ја заслужува да верот. Па и референдумот не го призна, значи излезе народот му кажа што мисли за тоа. Тоа е врвот на толку беше, нели? апсолутно. Сега вие ако сте таков демократ и борец за права, за вас волјата на народот мора да биде светлина. Точно, вие сте ме избравте, вака мислите, јас тоа мора да го спроведам. Така И е. толку е, нема што повеќе, нели? Сам тука нема разговор. И отаму после почна и после се покажа дека навистина политиката на Заев и тогашниот СДСМ се сведе на фабрики за марихуана низ државата. Тоа е најголемата придобивка што оваа држава ја има од владењето на Зоран Заев. Да, лоши времења во секој случај, но ете, барем според мене доаѓаат подобри времења. Па она што можам да признам за актуелнава власт која што во моментов ја води Република Македонија, поготово за претседателот на владата, дека има како никој до сега политичар во Македонија храбри изјави, меѓутоа кој што принципиелно стои за дистите и ги... Ако немате принципи Да. и ако немате карактер, џабе да разговараме. Така, ајде, вака... Односно, извини, повели, да. те молам само за кратко. Значи, ставот додека сум јас премиер, Да. нема да има промена на уставот за внесување на бугарите во него, се додека не добијам гаранции или не се видат. И едно исклучително храбра изјава која вие овде тешко ќе ја сретнете. Со таа изјава тој всушност ја става својата политичка иднина и кариера во залог на таквиот однос. И тоа не е работа само за да се биде премиер и само за да се остане премиер, туку е однос кој Мицковски го има кон сопствениот народ, Така. чие достоинство и позиции брани пред оние пред кои треба да ги брани. И отаму овие резултати кои можеби сега не се толку видливи на дипломатски план, на дипломатијата, на контактите постојани и работата што се во европските центри на моќ, кои даваат некакви прозорци на можности за некакво решавање на проблемот. Суштината е да за промена на уставот, но кога ќе бидат испочитувани барањата на Македонија. Цврстите гаранции или по онаа форма што викаат Б дивизија во Европска унија, нели како викаат. Да, таква членка без има право на и глас, па нешто, нели. Александар пред извесно време со заедничко писмо до Унијата се обратија албанскиот премиер Рама и српскиот председател Вучич. И сега зошто Рама би се обраќал кога еве според сето она што го гледаме, дека Албанија после Црна Гора е носителот на промените, едната земја членка Кај и така да натаму е, и така тука сме, натаму. да. И сега од што е потребата на Рама да се обраќа со такво писмо, да прифаќа да биде дел од Унијата без право на вето и еврокомесар. Тоа значи дека Рама веројатно знае дека тој процес на проширување, барем во констелацијата во која се наоѓаме сега, не е баш на ниво на кое и Европа и европските партнери се обидуваат да ни го представат. Доснат европските реформи, Точно. чиј дел требаше да бидат и промените на начинот на одлучување во Унијата, Така. да не може вето да се користи за секаква одлука. И тоа веќе фон дер Лајен отворено и го најави дека ќе се размислува Така, така. во правец на надворешна политика, а проширувањето е дел од надворешната политика на Унијата. Иако не целосен, но сепак дел од таа политика. И можеби во прилог ни иде она што се случува на Блискиот Исток, каде што Европа веќе мора да размислува за една поинаква, дури и воена улога, и отаму она што ти убаво го забележа околу засиленото вооружување на некојаш малките држави. Да, многу оружје се купува. Република Германија ќе вложи 800 милиарди евра во војската, во воената опрема. Да, во Полска, нели. Полска е во последниве години веројатно најголемиот купувач на американско оружје. Романија вика дека новиот Романија има носач најголемата авиони. американска база во Европа тоа, во да. овој момент. Носач авиони вика има во Европа, дека класичен Па вика. тоа е нека. целата филозофија. Затоа Хрватска купува оружје, Но, Србија. Така е, сите. но веќе станува јасно дека промените на тој тас на моќта за кој Европа досега не беше подготвена, ќе ја присилат Европа и веќе ја присилуваат на создавање на сопствени безбедносни сили. Мислам дека шпанскиот премиер Санчес го кажа Да. не утре, не задутре, денес. Треба да. да почнеме со таква работа. А тоа е дел од она што јас го гледам како дел од суверенистичкиот пристап во градењето на Европската унија. Мораме сите заеднички да мислиме за сопствените интереси.
Да Александар мисли за моите интереси и јас замислам за интересите на Александар. Само така ќе бидеме тим и ќе можеме да направиме заедно добро и за Александар и за мене. Да, многу во размислување, морам да признам ова што го кажеш, менување на матрицата за опстојување, начинот на делување на Европската унија е токму владењето на суверенистите кои што можат баш што повеќе да обединат Европската унија. За самиот крај, како човек кој што цел живот живее на овие простори, човек кој што е интегрален дел од македонското општество, човек кој што е јавност и така натаму, за крај би те прашал, на добар пат ли сме, имаме ли надеж? Да. Дека ќе не биде? Да, апсолутно. Не само надеж. Оно што јас го гледам е една посветеност во потребата на градење на оваа држава како дел од Европа, не само територијално, бидејќи ние сме веќе дел од Европа, територијално сме ние Европа. Да. А ако сакате како регион сме лумка на европската култура. Цивилизациите овде, да. Да, тоа е суштината. Но еве да речеме сега таа Европската унија како некаков вредносен и пред се символ на стандард на благосостојба на нејзините граѓани. Ако сакаме да биме дел од тоа, мора да почнеме одврте да работиме. Да. Нема Европа да ни ги донесе ни реформите, ни да ги преземе потребните чекори, нити да ги постави вистинските луѓе на вистинските места, нити да ни ја донесе таа потребна политичка волја за менување на свеста на овдешните граѓани. И мораме да разбереме дека Македонија е наш заедничка сита. Да. Значи секој од нас треба да биде македонец не во смисла на етничка припадност. Тоа е невозможно. Да се сака земјата, територијата. Апсолутно да се сака земјата во која се живее. Таа земја баш поради сонцето и водата што ги користите, живеете, гробовите на вашите предци се веќе тука, на вашите родители. Ама и на твоите? Нели? И на моите, и моите и твоите. Дедо е погребен. Мојата баба, татко, мојата мајка се погребена овде. Да. Таа не може да биде поинаку освен и моја. Точно. И тоа исто твоја, колку што и моја, нели, така. Апсолутно. Но потребен е таков однос во секојдневниот живот. Да. А тоа не мора секогаш да биде со некакви, не знам, патриотски чекори. Најголемиот патриотизам да не ја крадете сопствената држава по мене. Точно. И второ, најголемиот патриотизам може да го демонстрирате со тоа што ќе ја држите вашата улица чиста. Да. Вашето ѓубри ќе биде средено, вашето тргнеме од себе. Двор, апсолутно. Значи, допрва во тој европски процес ние ќе треба да учиме како да ја одржуваме животната средина чиста. Не заради други, заради нас, заради нашите деца, заради нашите внуци. Да можат тие да излезат во парк, во чист, убав среден парк, во чисти улици. Да можеме да гледаме зеленило. Но се ни дал Господ овде, нели? Се дал Господ, навистина се дал. За жал ни фали она што словенците на времето, а откако се дел од Европската унија, особено. Да. Тој однос кон она што ги обкружува. Лjublјана е прекрасен град. Цела Словенија. Од најубавите, најзелените градови на светот. Најчистите земји во светот. И да живеат пославо, она што ги обкружува е плусот во храната на нивното секојдневие кој ќе им овозможи посреќен живот. И затоа неретко тие се меѓу земјите каде што се живее најсреќно. Па е велатично најголем стандард Словенија и со тоа. Секако. По територија сме слични, по население отприлика слични, по ресурси повеќе имаме од Словенија, но што викаш менталитетот не е таков, уште не е таков. Сапет беше навистина големо задоволство вечераш. Се надевам да ги исполниме очекувањата. Како и секогаш, апсолутно тука нема муавет, мене ми останува во името на целата редакција, во моје лично име да пред се се заблагодарам, да ти посекам многу успех и здравје пред се во приватниот живот. Тоа ни е најбитно на наши години. Господ сите да сме живи, здрави и среќни и успешни во тоа што го работиме, како што сте вие. Така, и што почесто да се гледаме вакви какви што сме. Остани онаков како што си, не се менувај. И ти. Ти благодарам, и повторно се гледаме во некоја друго издание на Проверитас. Господ, ти благодарам за поканата, ми беше навистина чест. Ти благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на Проверитас. Се надевам дека уживавте во ова издание колку што уживав и јас. Следете не на сите наши мрежи. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.